Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто ете утре го празнуваме споменот на големиот светител, светиот Атанаси Велики, кој е познат многу во Македонија, оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малце за големината и значењето на овој голем светител. Светиот Атанаси Велики поточно е роден во Александрија. Во младоста стекнал солидно образование и уште како млад неговата вревност ја забележал архиепископот Александар, па како подпорасна го зеде за свој личен секретар. Кога Александар се упокои на Александриската катедра, тогаш беше избран светиот Атанаси. Светиот Атанаси неколку пати беше прогонуван од таму од еретиците и неколку пати се враќаше на катедрата. Крајот на животот сепак го помина во својата црква во Александрија. Тој се упокои во 373 година. Денес се слави заедно со светиот Кирил Александрийски од 5 век, затоа што овие двајца александрици, двајца светители, во свое време излегоа во заштита на православието против аријанството и против несторијанството. Имено светиот Атанаси Велики е еден од најголемите борци на православието. Денес празнуваат имен ден Танас, кој доаѓа од грчкиот назив Атанаисос, или значи бесмртен, Атанаска, Танас, Тане, Танаска, Насе, Насте и многу други имиња кои се поврзани со светиот Атанаси. На сите оние кои го празнуваат, нека им е честито и од Бога благословено името. Но оние пак кои ја празнуваат како куќна слава, нека им е вечна славата, а пак на сите славеници во целото Беловиште, нека им е вечна и за многу години селската слава. Нашиот народ, драги браќи и сестри, два пати го празнува споменот на светиот Атанаси Велики. На 31 јануари се празнува празникот Танасов ден или зимен и на 15 мај кој се нарекува летен. Светиот Атанаси наречен Велики, како што рековме, е роден во Александрија во 295 година. Едно време минал во пустина заедно со светиот Антони Велики. По враќањето во Александрија станал архидјакон на Александриската црква. Како што рековме, учествувал на првиот Вселенски собор и како млад се истакнал со познавање на Светото писмо и во говорништвото. Неговите дискусии имале главна заслуга за победата против аријанската ерес и биле содржани во заклучоците од соборот, на кои биле осудени еретикот Ари и неговите приврзаници. Со тоа си го навлекол врз себе гневот на ариевците кои често го клеветеле кај царот. Но со својот углед и христијанскиот начин на живење, светиот Атанаси секогаш успевал да се одбрани од овие клевети. Веднаш по првиот Вселенски собор на 8 јули 326 година, на барање на народот од страна на епископите бил поставен за архиепископ на Александриската црква, каде што останал долго време.
по поразот на Никејскиот собор, ариевците се обиделе да се вратат во црквите. Тие издвојувале од царот да се заложи кај архиепископот Атанаси да биде повлечена анатемата, но тој тоа не го дозволувал. Најпрвен ја одбил сугестијата на цар Костадин да биде потолерантен кон ариевците, а потоа ја одбил и наредбата на царот, еретикот Арие да го врати во црквата. Поради тоа биле наклеветен како бунтовник и бил протеран во Галија. Тогаш царот инсистирал кај цариградскиот архиепископ Александар да го врати Арие во црквата, пошто овој цела ноќ се молел на Бога да не дозволи црквата да биде испоганета. Утрото се вели кога Арие тргнал да влезе во црквата, следен од своите многубројни приврзаници, почувствувал болки во стомакот и веднаш умрел на патот. Уште 4 пати Свети Атанасий бил протеруван во прогонство за време на Констанци, синот на Константин, за време на царот Јулијан Отстапник и за време на царот Валент. Сиве овие владетели им биле наклонети на ариевците. Така Свети Атанасий во прогонство минал цели 20 години и како што рековме се упокоил на 2 мај по стар стил или 15 мај 373 година. Празникот Свети Атанасий зимен. Народот го смета за сред зимо, па се верува дека главните студови веќе се поминати. Затоа во народното верување кај нас тој е победник над силните студови и мразеви. Свети Атанасий е домашен празник на многу семејства, но и на цели села. Еден од патеписците забележал дека на местото каде што сега е црквата на Свети Атанасий во село Луково, порано имало само гробишта и големи дрвја. Местото селаните го викале Танасовден и тука луѓето се собирале секогаш на 2 мај по стар стил. Подоцна кога виделе знаци, се вели во преданието дека пламен од земјата излегувал и на тоа место изградиле црква. За црквата пак Свети Атанасий во другите села, во село Модрич, се вели има предание дека ако чуварот заборавил да го запали кандилото, тоа само се палело. Кога за време на окупацијата по наредба на бугарските власти била симната плочата од црквата, тогаш се случил голем земјотрес. Се раскажува и дека некои турци што ги навредувале иконите во црквата ослепеле. Според друго предание, во турско време вратата од црквата секогаш било отворена. Некогаш некој Сулејман влегол и украл 300 гроша од црквата, но кога се обидел да излезе од црквата била затворена. Се отворила дури откако ги вратил парите на истото место. Потоа ги советувал сите своји да немаат ништо со црквата. И од тој ден до денеска таа црква никогаш не е заклучена. Марко Цепенков пак забележал дека во Прилеп Свети Атанасил бил празник што го празнувале катарџискиот и ковачкиот теснав. Во Радовиш пак Свети Атанасий се сметал за овчарски празник. Гледате, драги браќа и сестри, дека овој голем празник скоро е застапен, овој голем светител е скоро застапен во сите градови во Македонија. И во сите градови има по некое чудо кое се случувало во црквите или манастирите посветени на овој голем светител. Сепак, секаде се верува дека времето од овој празник натаму оди кон лето и дека поминала зимата и големите студови, кои се карактеристични за овој период. И како што рековме уште еднаш, освен зимскиот празник, овој Атанасовден, народот кај нас го празнува и летниот Атанасовден. Многу е познат во Македонија и манастирот, и еден од најпознатите манастири посветени на Свети Атанасий Велики се наоѓа во Лешок. Најпознатиот манастир посветен на Свети Атанасий Велики е во тој тетовски регион во селото Лешок.
Но кога станува збор за овој манастир, веднаш се помислува не на една црква, туку на две цркви. Едната посветена на Свети Атанаси, а другата посветена на Пресвета Богородица. Црквата на Свети Атанаси е подигната во 1335 година од страна на иеромонахот Антони, подоцна долгогодишен епископ под името Јоаникије. Едно време, од крајот на 17 век, црквата била напуштена, а потоа овде живеел и Кирил Пејчиновиќ, кој во 1818 година го обновил монашкиот живот во манастирот и формирал богата библиотека. Во воениот конфликт, пак сите кои знаеме и го паметиме, во 2001 година, за жал, оваа црква беше урната, но по Божја промисла и по љубовта на народот кон овој голем светител, за кратко време беше повторно обновена и созидана. Црквата Пресвета Богородица е од 17 век и е изградена на местото каде што уште се вели дека во 13 век постоело тука црква. Порано црквата била парохиска, а подоцна станала метох на манастирот Свети Атанаси. Во дворот на црквата се наоѓа гробот на Кирил Пејчиновиќ, а во манастирските конаци оригиналната надгробна плоча со текстот испишан од неговата рака. Во манастирот се организира голем народен собор на празникот Голема Богородица. Ете, драги браќа и сестри, по молитвите на овој голем светител Свети Атанаси и по молитвите на Богородица, нека нашиот Господ и Спасител Исус Христос на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение. Уште еднаш, на сите оние кои го носат Неговото име, нека им е честито името, но оние кои го слават како куќна слава, нека им е честита славата, а пак на сите жители од селото Беловиште, нека им е вечна и за многу години селската слава. Нека Господ благослови и на сите нас по молитвите уште еднаш на Пресвета Богородица и на овој голем светител ни дарува и телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Твојот лик јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов, чиста како солза, сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја
zvezda praćam da te povika. Ništo ne smene to, šuška molika. Temno je, tajno moja, vo duša sveta tveri. Se što imav založim da ti pejam pod penđeri. Почитувани членови на нашата Македонска православна црква, раѓање на Пресвета Богородица. Како што сите знаете, се наоѓаме во пандемијата со COVID-19 што го зафати целиот свет. Следејќи ги препораките од државата Мичиген и грижејќи се за здравјето на сите наши членови на нашата света црква, а се разбира и во согласност со нашиот надлежен владика Методи, оваа година февруарското собрание нема да го одржиме. Како управен одбор, внимаваме на здравјето за сите, но сепак сакаме и да ја задоволиме на секого желбата да може да биде и член од управниот одбор доколку ги исполнува сите услови од нашиот правилник. Поради тоа, секој што сака да се пријави да биде дел од нашиот управен одбор, тоа може да го направи кај нашиот секретар Илија Серафимовски на 586 945 4692 во временски период од 30 дена, започнувајќи од 1 февруари 2021. Ви благодариме на поддршката и вашата почит кон нашата црква. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Времето си помина, ке се женам другари. Доста време шетавме сами без жени. Ергенски денови, убави поминавме. Сега сакам другари да се ожена. Правам јас, сите да ми дојдете на веселба. Седов убава, млада невеста, со неја ќе живеам среќен живот јас. Se razdeni, toplo sonce ogreja, drugari i rodbini, site dojdova. Svirači mi svira to
моро македонско, сите играт весело е, свадба убава. Денес недела, свадба правам јас, сите гости дојдоа на веселба. Зедов убава млада невеста, со неја ќе живеам среќен живот јас. Денес недела, свадба правам јас, сите гости дојдоа на веселба. Зедов убава млада невеста, со неја ќе живеам среќен живот јас. Со неја ќе живеам среќен живот јас. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Bojancho Bobby Stefanovsky of Macomb passed away January 26, 2021 at the age of 30. Bojancho was born December 28, 1990 in Tetovo, Macedonia to Nikola Stefanovsky and Doca Parisheva. He will be greatly missed by all who knew him. Loving son of Doca and the late Nikola, cherished brother of Daniel and adored uncle of Christian. Visitation will be held on Sunday, January 31st, 2021 from 2 p.m. to 8 p.m. with a prayer service at 7 p.m. at House Madet's Funeral Home, 47477 Romeo Plank, Macomb, Michigan, 48044. Funeral Mass will be held at the Macedonian Cultural Center, 43133 Ryan Road, Sterling Heights, Michigan, on Monday, February 1st, 2021, 11 a.m. Burial will follow at Guardian Angel Cemetery in Rochester, Michigan. Žalna vest. Bojancho Bobi Stefanovski од Макомб почина на јануари 26. 2021 на 30 годишна возраст. Бојанчо е роден декември 28. 1990 година во Тетово, Македонија, од татко Никола Стефановски и мајка Доца Паришева. Бојанчо ќе им недостига на сите што го познаваа. Сакан син на Доца и на починатиот Никола, брат на Даниел и чичко на Кристијан. Визитата ќе се одржи во недела, јануари 31. 2021 од 2 часот попладне до 8 часот, а молитвата ќе биде во 7 часот во House Madet's Funeral Home, 47477 Ромео Пленка, Макомб, Мичиген, 48044. Погребот ќе се одржи во Македонскиот културен центар, 43133 Ryan Road, Sterling Heights, понеделник, 1 февруари 2021 во 11 часот. Закупувањето ќе биде на Guardian Angel Cemetery во Рочестер, Мичиген.
duša mirisaš pred mene, a gradi srce i ne drene. I ne znam kako ke mi pomogneš, sada pobegnam od tebe i od sebe. Te slušam i ne si verujem, sad možem tako da vidam jas, da ljubam koga srce ne saka, ko da nemam nikogo na dunjalu. Pesma ne si slušna. To što nemam svoj, nemam ni usta, ni odgovor. I kaži nebesna ubavino, kako da go prelažam ja srceno. Ne slušam ništo, ne razbiram, ljubav na beliš ne odbram. A da li naš si me prašala, da li ljubam nekogo na dunjama. Pesma ne si slušna. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи.
Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Toga šti merkaze dope
kaže, тогаш ти ме казе до мен. Belo lice ljubam jaz, belo lice ljubam jaz, i da ljubam i da gledam fajde nema, dušo moja šekerna, šekerna, ti kaleša neverna, šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Medno uste ljubam jaz, medno uste ljubam jaz, i da ljubam i da gledam fajde nema, dušo moja šekerna, šekerna, ti kaleša neverna, šekerna, šekerna, ti kaleša neverna.
odolžam. Koga si do mene ti, živejam, veruvaj mi, ljubov ta je Biblija, knjiga nedočitana. Sve što povaram od tebe, Gospode, ti mi dane od srce. Ako ne možem seba da ti vratam, crkva ke ti pozlatam. Sve što povaram od tebe, Gospode, ti je oči za mene, ke ti bidam sluga duri možam, sakam da se odolžam. Sve što povaram od tebe, Gospode, ti mi dane od srce. Ako ne možem seba da ti vratam, crkva ke ti pozlatam. Sve što povaram od tebe, Gospode, ti je oči za mene, ke ti bidam sluga duri možam, sakam da se odolžam, sakam da se odolžam, sakam da se odolžam, sakam da se odolžam. Ekna trubi od site strani, teneska svadba, tetovo pravi, ono se vije, sitevo nego, visoko bajrak naševo. Tetovska svadba pravi me, sosite naši starja leti, teneska mladi kevenčava me, voleš od slaven manastir. Tetovska svadba pravi me, sosite naši starja leti, poselje Podgor, Peči Šara, srekni da se mladite. Stari, a poni finije i rodot ljubav, ke mi se množi, korenot naš makedonski. Tetovska svadba pravi me, sosite naši starja leti, teneska mladi kevenčava me, voleš od slaven manastir. Tetovska svadba pravi me, sosite naši starja leti, poselje Podgor, Peči Šara, srekni da se mladite.
našo slaven manastir. Tetovska svadba pravime, sosite naši starja leti, poselje pogor reči šara, srekni da se mladite. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
čašata. Jaz moram sam da odam, so svoj te ne mirim, mi više dobra vila, takva i ostani. Prašina siva padna do našite pateki i nema veke stavki, osnati će gori, nema ni nežni zboroj, vreli bagneži, nekoga što ja čuje. Moram sam da odam, so svoj te ne mirim, mi više dobra vila, takva i ostani.